Нема плата за 60 рудари кои работат на одржување на рудниците Злетово и Тораница. Тие од државата не ја добиле платата за февруари, па се закануваат со прекин на работата. Освен нив, на рестартирање на рудниците и на плата се надеваат уште близу 1000 рудари кои се без работа, а на кои веќе им престана и надоместокот од Агенцијата за вработување. 3 месеца, ја толку беше позаду, 3 месеца, октомври, ноември, декември, јануар. 3 месеца. Заврши тоа и се на улица, дома седеш, без пари, без ништо. Сметки се доваѓаат секој месец, збират се, трупат се, почнаа да исклучуват ева на струјата. Доваѓаат од туе па блокират сметките у банка ако не си платил радиодифузна такса и тоа е тоа. Иако новиот концесионер на рудниците Бугарски Минстрој најави итно рестартирање на рудниците, сепак изгледа тоа не може да се случи се додека не се реши проблемот со хипотеките на компанијата Бинани врз имотот на Индоминерали и Метали. Имено кон крајот на 2014 година под хипотека е ставен целокупниот имот на двата рудника, освен флотацијата на рудникот Тораница. Сепак таа хипотека станува најголемиот проблем за новиот концесионер да може да влезе и да инвестира во нив, зашто тргањето на хипотеката е долг процес кој може да трае и повеќе месеци. Завчера во Штипскиот основен суд требаше да се одржи рочиште на одборот на доверители, но истото е одложено поради тоа што еден член на овој одбор го изгубил статусот на доверител, па било потребно да се избере нов член. Инаку, судската постапка околу евентуалното побивање на хипотеката е почната на 16 март.